Народно празнување на Спасовден. Празникот Спасовден секогаш се слави 40 дена по Великден. Датумот го менува како и Великден, но денот не. Секогаш се празнува во четврток. На Спасовден за последен пат во тековната година се вапцуваат црвени великденски јајца, а бојата од котлињата или тенџерињата, во кои изминатите 40 дена се вапцувале великденските јајца, се истура во чиста вода во селската река. Котлињата се измиваат и се оставаат на сигурно место до идната година на Вели четврток. Во предпладневните часови на Спасовден се оди на празничен излет и се носат црвени великденски јајца. Се носи и по нешто за пиење и јадење. Се посетуваат лековитите изворчиња и чешмичиња, при што во водата за здравје се фрлаат метални парички. Овде се кршат и јадат последните црвени великденски јајца. По излетот на враќање кон дома се кинат билки и се кршат гранчиња со штотуку формирани оревчиња. Потоа се оди на пладневна литургија во селската црква, каде се оставаат оревовите гранчиња, символично означувајќи го формирањето на плодовите народните дрвја. Вечерта се оди на ракија во куќите во кои има крстено име Спасе. Спасовден во Вевчани се слави 3 пати во годината, и тоа како пролетен, есенски и зимен празник. Во сите тие денови обичај е да се оди на манастирот Свети Спас, на горниот манастир. Таму се ноќава, се принесуваат дарови, кои потоа се лицитираат и продаваат како приход за манастирот. Свети Спас се смета како заштитник на селото, можеби затоа луѓето вовеле уште 2 празнични денови за него. Зимскиот празник е воспоставен заради печалбарите, а есенскиот за здравје на добитокот. Тоа се случило многу одамна, кога во селото настанал помор на добитокот. Заради неговата заштитничка моќ, култот кон овој светец се проширил и кај другите жители од околните населби, особено во селото Велешта, која е од исламска вероисповед. Во селото Велешта цовесувале кравите. Некој велештанец си работел на нивата ноќе. Одеднаш забележал како се дигнал син пламен од над Велешта и се упатил над полето Вевчанско. Тогаш, од озгорот кај планината над Вевчани, му се пуштил црвен пламен. И тие двата се тепале. Тогаш синиот пламен паднал на земјата, а црвениот се вратил назад кон планината. Утредента уште рано во Вевчани дошол човекот кој го видел тоа и им го раскажал на вевчанци. А тие го прашале дали верува во тоа. Зошто да не верувам, кога јас го гледав цело време? Тогаш мештаните му рекле: ако не ти пцовисале уште твоите крави, да ги донесеш во Вевчани. Човекот тогаш го сторил тоа и така ги спасил своите крави. Во еден запис за црквата Свети Спас во Штип се вели дека изградена во времето на македонскиот цар Константин во втората половина на 14. век. Поточно во 1369 година.
Во овој запис се стакнува дека на празникот Спасовден камењата на црквата однадвор ги завивале со волнени конци. Тоа го правеле жените без деца, кои што верувале дека Господ ќе ги удостои со рожба, ако на празникот црквата ја замотаат со волнени конци. Во минатото, интересни обичаи поврзани со овој празник се одржувале во Голо брдо, област со македонско население што по поделбите на Македонија останала во Албанија. Во селото Дренок, на Спасовден носеле крсти. Секоја куќа крстите ги пречекувала со софра на гумното. На софрата задолжително имало леб, а врз лебот каленица со пржени јајца со сирења. Лушпите од јајцата ги ставале на гранки и ги фрлале во оган, за од очи, но и за црви да не го јадат пеперот. Поворката со крстите 3 пати обиколувала една смрека, каде што имало и капела, а учесниците во обредот земале од смреката по едно парче, кое им служело за лек. Кога некој ќе се разболел, го каделе со тоа дрво. На Спасовден литии носеле и во селото Стеблево. На секоја нива крстите ги чекал домаќинот, а попот пеел молитви. Во секој дом пак имало поставена трпеза. Тоа го правеле и христијаните и муслиманите. Кај местото чукни топан. Поворката одморала, а тука се играло јоро. Местото така го викале бидејќи некогаш тука имало стража, која со удирање во тапан давала знак дека патот низ Дервен, над Јабланица, што водел од Голо брдо кон Струга, е слободен. Assunta